Да, продолжуваме на тема од образованието. Имено денеска и утре почнуваат уписите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Има вкупно 10.918 слободни места за брусошите, односно за новите студенти кои што ќе го започнат своето студирање на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Колегата Никола Трајковски се наоѓа на Факултетот за електротехника и информацијски технологии, каде што во разговорот со деканот на факултетот, професор доктор Димитар Ташковски, ќе ни каже малку повеќе за тоа како течат уписите. Никола, добро утро. Добро утро, Сузе. Поздрав до тебе и до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија. Како што може да забележите, екипата на Македонија наутро ова утро се наоѓа токму во кампусот Технички факултети на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Како што најави ти, денешниот ден е особено важен за сите идни бруцоши, односно оние студенти кои што се запишуваат во прва година додипломски студии на факултетите на УКИМ. Според календарот на УКИМ, денеска и утре се врши запишувањето, односно пријавувањето на кандидатите кои се ранкираат според успехот од средното образование во првиот уписен рок, иако на голем дел од факултетите на УКИМ веќе започна она електронско аплицирање пред официјалните датуми. Според конкурсот за упис на додипломски студии во учебната 2022-2023 година на УКИМ се слободни 10.918 места, и тоа 5.306 за редовни студенти, 4.522 за оние со кофинансирање, како и 1090 места за оние вонредни студенти. Нашата екипа ова утро проверува каква е состојбата на првиот ден од уписите на еден од, би рекол, најатрактивните факултети во рамки на УКИМ, тоа е Факултетот за електротехника и информацијски технологии. Сите детали ги дознаваме од деканот на ФЕИТ, професор доктор Димитар Ташковски. Добро утро и благодарам за тоа што говорите за Македонија наутро. Благодарам, добро утро. На самиот почеток на денешниот разговор сакам да ве прашам дали ФЕИТ е подготвен да ги прими идните бруцоши за новата академска 2022-2023 година. Да, ова го правиме ние веќе повеќе од 60 години, така да за овој ден сме спремни, немаме проблем. Поднесувањето на документи за упис на факултет, првата средба со амфитеатрите, службата за студентски прашања, сите оние големи административни обврски, би рекол, околу уписите, може да бидат и голема енигма и непознаница за студентите, особено оние кои првпат на некој начин пловат во оваа нова академска средина. Токму затоа Центарот за нови студенти во рамки на ФЕИТ организираше инфочас на кој што беа споделени сите оние детали кои што секако би можело да ги интересира студентите околу самите уписи. Што точно им беше презентирано на студентите и каков беше интересот за овој инфочас? Да, како што рековте, непознаница за студентите, првпат се запишуваат на факултет. Во одминатите 3 години, поврзано со ковид пандемијата, запишувањето се изведува електронски. Имам можеби малце нејасноти, поготово оваа година што во последен момент некои од факултетите премина и на физичко поднесување на документите. Меѓутоа, главните забелешки на овој инфоден, на кој што беше добро посетен, имаше околу над 50 студенти, повторно беше околу тоа дека денеска се поднесуваат документите само електронски и денеска и утре последниот рок. Голем дел студентите мисла дека тоа се прави само овие 2 дена, меѓутоа како вие што рековте, системот е отворен веќе скоро месец дена, меѓутоа завршниот ден е утрешниот ден и им кажавме како да ги подготват документите, а дека документите ќе треба да ги донесат при процесот на запишувањето. Да, ќе споменеме дека ќе има и втори и трети уписен рок за оние места кои што ќе останат непополнети. Да. Она што би сакал да ги запознаеме сите оние студенти кои што сакаат да се запишат на ФЕИТ, кога почнуваат уписите денеска и утре и што е она што е најважно што треба да го знаат при самиот процес, односно постапка на запишување во рамки на ФЕИТ. Да, како што кажав јас, системот е отворен подолго време, голем дел од студентите веќе и се пријавени, мал дел од нив, 25% треба да ги дозакачат и оние документи кои што се бараат и како што реков и претходно, одреден број на студенти или кандидати за упишување денеска и утре треба да се пријават на системот и да ги закачат документите. Според конкурсот на УКИМ, колку слободни места годинава се предвидени за упис на студенти во прва година на ФЕИТ и колку од нив се за редовни, колку за оние со кофинансирање и во однос на оние секако вонредни студенти?
Добро, ФЕИТ има една политика која има два главни аспекти битни. Нашата политика е сите студенти да се запишуваат во државна квота и втората политика е секој студент да се запише на онаа студентска програма каде што сака. Можеби затоа и квотите, она што ние сме ги дале, се малце поголеми од обичаено, меѓутоа од она што е реална побарувачка за ФЕИТ, меѓутоа пак ќе кажам, таму кај што сака студентот да се запише, да може, да нема прелевање од една во друга студентска програма, тоа што сака тоа да го студира, и второто е нашата политика, кој што кажав уште еднаш, е сите студенти да се запишат во државна квота. Условите во кои што живееме, во кои што се наоѓаат семејствата во Македонија не се едноставни. Голем дел од студентите доаѓаат и од другите градови во Македонија. Секој денар е значен, така да нашата политика е сите да ги запишеме во државна квота. Какво е вашето искуство во однос на претходните години? Дали и на кој насоки се предвидува онаа предвидена квота уште во првиот уписен рок? Слично и на претходните години, оваа година мислам дека ќе биде така, она што го гледаме на две студиски програми, компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика и компјутерски технологии и инженерство, ќе се пополнат квотите, иако минатата година малце зголемивме поради побарувањето. Тие две ќе се пополнат. Стандардно на обновливи извори имаме околу 40 студенти, меѓутоа она што загрижува е овие останатите 4 студиски програми, на кои што моментално имаме од 15 до 20 студенти. Се работи за студиски програми класична, да речеме, електроника, телекомуникации, енергетика, кои што се битни за државата, за стопанството, а интересот на студентите е мал. Затоа, некој што ја прави оваа образовна политика ќе мора да размисли за донесување на соодветна уписна политика соодносно барањата на стопанство. Стопанството веќе има недостаток од вакви кадри, а имајќи го во предвид она што е приоритет на државата, дефинирано во паметната специализација, каде што е дефинирано дека областите инженерските, електротехника, машинство ќе бидат основа на новата 4-та индустријска револуција, дека енергијата е клучна за сите области, ќе мораме ние да обезбедиме и кадар ако сакаме да ги развиваме тие индустрии во оваа држава. Споменавте, дел од студентските програми се повеќе атрактивни, дел помалку атрактивни. Колку студентски програми вкупно им нуди ФЕИТ на сите оние студенти кои што сакаат да се запишат на факултетот? Ние нудиме 7 студентски програми, 4 ги викаме така наречен компјутерски кластер и 3 се од енергетскиот кластер. Поголем интерес е за овие од компјутерскиот кластер. Колку од овие студентски програми кои што и претходно ги споминавте во рамки на разговорот се особено перспективни, односно им овозможуваат полесно позиционирање на студентите, идните студенти токму на пазарот на труд во иднина? Сите се атрактивни, нема невработен електроинженер од овие што завршуваат во последните години. Прашањето е само на перцепцијата и на како ние ги вреднуваме во ова наше општество. Инженерите моментално и ќе има голема потреба не само во држава, туку и во Европа за нив. Така да перспективно нема проблеми за сите овие студенти од сите кадри, од сите области. Има ли некакви новини во однос на студиските програми годинава? Се размислува за воведување на нови или пак модифицирање на оние веќе постоечките согласно потребите на пазарот? Образованието е сериозна работа и ние така и постапуваме. Оваа година направивме реакредитација на нашите студиски програми, 7 на број. Ги правевме во согласно со насоките кои што ни ги даде Меѓународната агенција за акредитација на студиски програми од областа на техника и информациски технологии. Тоа го направивме минатата година. Ги, така да речем, ајде прочешлаа нашите студиски програми, ни дадоа забелешки со цел да направиме програми кои што се компатибилни, еднакви со студиските програми во западноевропските земји. Даваме едно базично добро образование во првите 2 години на сите, а потоа зависно според афинитетите, желбите на студентите да дозволуваме и ги насочуваме во одредени области.
За уште еден важен аспект од студирањето на студентите, каква е всушност работката на ФЕИТ со индустријата и со оние компании во насока на обезбедување на идните студенти уште поголеми практични знаења и вештини, нешто што е особено важно. Тоа е важно. Ние многу вложуваме во последните години на тоа практично знаење или она учење базирано во практична настава. За тоа ни требаат компаниите, ни требаат конкретни проекти на кои што ќе работат студентите и тоа се повеќе и повеќе зема замав во студирањето. Дека идните студенти на ФЕИТ ќе ги пречекате домакински, како што се вели, говори фактор што за сите студенти запишани во прва година во новата академска 2022-2023 година се организира и бесплатна подготвителна настава и тоа по 3 предмети. Да. Зашто точно станува збор и кога ќе биде организирана истата? Добро, тоа го правиме со години. Новина е само што последните неколку години тоа е, како што рековте, бесплатно за сите студенти. Повторно се со цел да им овозможиме, ако некој има проблем од таа насока, а сака да ги слуша овие подготвителни часови, да присуствува. Целта е бидејќи образованието е различно во сите средни училишта во Македонија, на некој начин да ги изедначиме. Да се даде добра основа. Одна основа, негде кај што нешто пропуштиле, негде нешто да повторат, за да можеме полесно да почнеме со школската година. И она што верувам дека ќе ги интересира многумина во однос на првиот уписен рок, кога може да се очекува она прелиминарна ранг листа со примени кандидати, а кога она конечната? Прелиминарната листа, значи бодовите од средно училиште и матурата ги очекуваме на 2 септември. Потоа следи оној период за жалби, ако евентуално има нешто, и на 9, не се извинувам, на 5 мислам дека ги даваме, или на 7 ги даваме количните ранг листи. Одлично. Сосема накусо на крајот на денешното линковско вклучување, која е вашата порака до идните студенти на ФЕИТ? Живееме во општество во кое што вредностите малку се изместени. Ги гледам, студентите сакаат, а тоа не е случајно, гледаат од негде брзи успеси. За секој успех стои напорна работа. Време ви рекол. И време треба, меѓутоа треба многу работа. ФЕИТ може би важи за еден од потешките факултети, меѓутоа тоа е затоа што ги следиме тие норми, стандарди што постојат во светот и од тоа не можеме да отстапиме и да ги уништиме овие кандидати, затоа они мора да работат ако сакаат да успеат понатаму. Ние нудиме работа, знаење, практична работа, нудиме тимска работа, можности, нивната шанса да тоа го искористат и да имат една добра база понатаму за во животот. Убаво кажано, благодарам за учеството во утринската програма на Македонската телевизија и успешни уписи секако во рамки на првиот уписен рок на УКИМ. Ви благодарам за поканата во емисијата. Благодарам уште еднаш. Професор доктор Димитар Ташковски, декан на ФЕИТ, гостин во Македонија наутро на првиот уписен ден во првиот уписен рок на УКИМ, на факултетите на УКИМ. За крај на денешниот линк, само повторно ќе споменам пријавувањето на кандидатите кои што се рангираат само според успехот од средно образование, ќе се случува денеска и утре на сите факултети на УКИМ. На 15 и 16 септември е вториот уписен рок, а на 28 септември третиот уписен рок. И сосема накусо, додека сме на тема уписи на факултетите на УКИМ, да ја споделиме информацијата дека ректорската управа на Универзитетот Свети Кирил и Методи донесе одлука студентите чии родителско право го врши само еден родител, а се запишани на еден од факултетите на УКИМ, да платат само 50% од износот на уписнината за прв циклус на студии во зимскиот семестар. Убава и позитивна вест, особено добродојдена во време на криза, и верувам дека овој позитивен пример ќе го следат и другите универзитети во земјава. Сузе толку од ова линковско вклучување на сите оние кои денеска поднесуваат документи за упис на факултет, ќе им посакаме многу среќа и успешно студирање.